Сервиран за дневник на К1 телевизија. Носим информации од регионот Македонија и светот. Работата на Државната изборна комисија и денеска во фокусот на вниманието. Тие на јавна седница расправаа по приговорите од политичките партии БЕСА и СДСМ и коалицијата. Денеска е последен ден за исплата на првата рата од продаденото грозје. Откупот на тутунот во Велешко оди добро. По настаните на денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Државната изборна комисија одлучува по 16 приговори поднесени од СДСМ и БЕСА. Од денеска Народна банка на Република Македонија ги пушти во оптек двете нови книжни пари во апоени од 200 и од 2000 денари, а ќе повлече банкнотата од 5000 денари. За еден месец откупени над 10.000 тони тутун. Тутунопроизведувачите задоволни и од цената и од откупот. До Државната изборна комисија пристигнаа 8 приговори од подносителот на листата коалиција предводена на СДСМ и 8 од подносителот на листа на кандидати Движење БЕСА. Државната изборна комисија својата работа ја одржува на јавна седница. Валентина Михайловска има повеќе. Државната изборна комисија одржува седница на која одлучува по 8 приговори кои ги поднесе коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и 8 приговори кои ги поднесе БЕСА, а се однесуваат на предвремените парламентарни избори кои се одржаа во неделата. Должност на ДИК е да реши по приговорите во рок од 48 часа по приемот на истите. Законот предвидува дека против одлуката на ДИК може да се поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 24 часа од приемот на решението, за кое пак судот е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот. По службена должност во одредени случаи, утврдени во изборниот законник, по поднесен приговор, ДИК со решение може да го поништи гласањето на гласачкото место. Дел од приговорите се однесуваат на избирачките места, а дел од приговорите на СДСМ се однесуваат на изборните резултати. Рокот до кога комисијата треба да донесе одлука истекува денеска. Од денеска Народна банка на Република Македонија ќе ги пушти во оптек книжните пари во апоени од 200 и 2000 денари, а ќе ги повлече банкнотите од 5000 денари. Деталите во прилогот што следува. Од денеска петиједарката заминува во историјата. На нејзино место доаѓаат новите книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари. За многу мина петиједарката беше неприфатлива, а за новите 200 и 2000 денари граѓаните велат дека ќе бидат функционални. Петиједарката не ја осетивме, никош не ни дојде до рака, сега вие не знам како ќе функционира. Зошто да не функционира? Ја мислам би требало. Важно да се пари. Све е у функција. Све. А што мислите за петиједарката? Таа заминува во историјата, беше ли функционална? Па не беше, се докажа да не беше функционална, видечи и немаше многу присутни. Со петиједарките видовме. Ја нема да ги чувам само за витрина. Мене пари ми треба ситно, нека ми даде да имам да купам леп. А 200-ката? 200-ката може да биде. Во ред, 200 не е голема сума, ама 2000 и 5000 тоа више не сме Америка ние. Тие што имаат поголеми пари, повеќе ќе бидат функционални. Тие за малите ќе немаат функција кај нив. Им треба ситни пари. Од Народна банка информираат дека граѓаните кои се уште имаат петиједарки до 28 февруари наредната година ќе можат да ги заменат во деловните банки, а од 1 март замена ќе се врши во Народна банка. $10.000 тони тутун се откупени за еден месец, речиси 50% од очекувањата за годишна реколта, по просечна цена од 190,80 денари по килограм, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тутунопроизведувачите задоволни и од цената и од откупот.
10.323 тони тутун за еден месец откупиле 8 откупувачи, речиси 50% од очекувањата на годинашната реколта, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поволните временски услови годинава влијае позитивно на жолтото злато. Земјоделците задоволни од квалитетот на годинашната реколта, но и од откупот и цената која ја даваат откупувачите. Супер. И ова година и лани беше добро. Има квалитет и до сега имаше цена. Тоа е, а сега ќе видиме, ама добра. Ми се чини дека е добро. Спрема тутунот, спрема квалитетот на тутунот е добра цената. Значи се цени нормално. Послаб тутун, послаба цена, мислам подобар тутун со добра цена. А колку сте задоволни од квалитетот? Од квалитетот оваа година сме задоволни премногу, што е со подобар квалитет неголи прошлите години. Затоа е и тутунот се плаќа поубаво сега. За сега просечната откупна цена е 190,80 денари по килограм, а според податоците од Државниот инспекторат за земјоделство, исплатата е реализирана со 70% или исплатени се 1 милиарда и 372 милиони денари. 60 денари за килограм субвенции добиваат тутунопроизводувачите. Велат за сега е добро. Од субвенциите сега е добро. Би можело да биде спрема класи нешто и подобро, него за сега е добро. Па понатака ќе видиме. Добре. До сега до ова фирма добре. Ги добиваме редовно. Тоа е. Според првичните проценки од реколтата 2016 се очекува да бидат откупени околу 20.000 тони тутун. Договор за откуп подпишаат 10 предпријатија. Право на откуп на тутун има секој предпријатие кое претходно обезбедило средства за таа намена, а имајќи го предвид високиот квалитет на годинашниот труд, интересот за откуп на жолтото злато е многу голем. Денеска е последниот ден кога винарските визби треба да исплатат 20% од откупеното грозје. Откупувачите првите исплати ги започнале пред 10 дена. Очекувањата се дека ќе бидат запазени роковите и исплатата ќе заврши со законопределениот рок април наредната година. Првичните информации од Министерството за земјоделие се дека досега исплатени се 25% од откупениот род кој годинава тежи околу 180 милиони килограми винско грозје. 20% од откупеното грозје заклучно со денеска винарските визби треба да го имаат исплатено на лозарите. Ова е дел од новините во Законот за исплата на откупено грозје. Имено во рок од 6 месеци од откупот треба да биде исплатен 100% родот. До денеска, законот предвидува исплата на 20% од откупеното грозје. До 15 февруари наредната година треба да се заврши исплатата на втората рата, која е предвидено да биде 40% од предаденото грозје и последната рата или во целост до крајот на април наредната година. Првичните информации од Министерството за земјоделие се дека досега исплатени се 25% од откупениот род кој годинава тежи околу 180 милиони килограми винско грозје. Ваквиот начин на исплата е побарање на лозарите и истиот е договорен со винарските визби во посредство со ресорното министерство. Според договорените законски измени, винарниците кои нема навреме да го исплатат родот, ќе загубат лицензата. Сите приливи кои што ќе ги имаат на трансакцијските сметки, ќе одат за исплата на лозарите. Превентивната акција Слави со срце, не со оружје ќе се спроведе во цела територија на Република Македонија од 15 декември 2016 до 15 јануар 2017 година, со цел зголемување на совест така и граѓаните за некористење на оружје за време на новогодишните и божикните прослави. Превентивна акција Слави со срце, не со оружје ќе се спроведе од 15 декември 2016 до 15 јануари 2017 година од страна на Националната комисија за мало и лесно оружје во соработка со Министерството за внатрешни работи и UNDP СИСЕК, а во рамки на Националната стратегија и акциониот план. Истата ќе се спроведе на целата територија на Република Македонија во пресрет на новогодишните и божичните празници. Целта е зголемување на свеста кај граѓаните за некористење на оружје за време на предстојните прослави.
Министерството за внатрешни работи информира дека идејата е да се допре до секој граѓанин со предупредување за опасноста од користење на оружје. Во рамки на превентивната акција на официјалната Facebook страна на Националната комисија за мало и лесно оружје ќе бидат поставени и рекламни материјали со хаштаг "Кој го уби Дедо Мраз". Вчера вечер кавадаречката публика имаше можност да ужива на новогодишниот концерт во изведба на повеќе студенти од факултетот за музичка уметност на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Катедрата за етнохармоника на Академијата за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев од Штип вчера вечер одржа новогодишен концерт пред кавадаречката публика. Професорот на факултетот за музичка уметност Илчо Јованов, кој истовремено е иницијатор за концертот, заедно со студентите на насоката етнохармоника изведоа повеќе традиционални македонски песни пред љубителите на етномузиката. На овој одсек ги запишуваме со, како што е за цел музичка академија, со проверка на знаење, со приемен испити и така јас сум многу задоволен од тоа што е постигнато со студентите од музичката академија. Создадени од нашата македонска фолклорна, традиција, ние сме голема ридници за фолклорната музика. Така да се надевам дека ќе се допадне звукот на публиката. Тоа е многу убава музика, народна музика. Се свирија дела од познати македонски автори како Илчо Јованов, Кочо Петровски, Иван Терзиев, Благоја Десковски, Милан Завков, во изведба од неколку хармоники, контрабас, гитара, пијано, ударни инструменти, од кои еден тапан и еден тарабука. Јас се многу радувам што малку ако си седеш само во 4 зиди, ако работиш никако не те види како да не постои, знаете. А ја многу сакам да одам помали местите, утре ќе одам во Паланка. Имаме студенти, тука имам 4 студенти од тука. Армоника трајче, исто од Демир Капија, од Тиквешијата, од Неготино, од Тиквешијата имам тука 4 студенти. Намерно така направи, кај што има деца, малку да си дојдат да ги видат што постигнат. Да, сега овој концерт ќе биде со македонска музика, ново создадена инструментална музика, а наредниот пат се надевам, сега планирам и веќе спремам материјал од балканска музика. Само не балканска музика, ќе има македонска, бугарска, српска, босанска, влашка, румунска музика. Тоа планирам да го спремам и само не ви кажам дека за прв пат на овие простори отвори ваков одсек етнохармоника. Ваквиот концерт имаше за цел да го негува македонско изворното богатство. Галеријата при Домот на културата беше новогодишно распеана, а сите оние кои присуствуваа на концертот уживаа во убавите македонски традиционални песни, а со тоа уште еднаш се докажа дека македонската изворна музика секогаш ќе биде слушана и ќе не сплотува во различни пригоди. ,2% е зголемен прометот во индустријата во октомври годинава во однос на октомври лани, соопшти Државниот завод за статистика. Од април 2017 година директно авијалинија од Скопје до Будимпешта. Првиот лет е закажан на 2 април за само 1199 денари. Летовите се организирани 2 пати неделно, во среда и недела, соопштуваат од Визиар. Во Кумановскиот основен суд одложено судењето на Зоран Заев. Цветковски го тужи за неовластено снимање и објавување на снимки. Вести од Македонија во продолжение. Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, за 4,2% е зголемен прометот во индустријата во октомври годинава во однос на октомври минатата година. На домашниот пазар во октомври оваа година споредено со истиот месец е евидентиран раст од 0,7% на прометот во индустријата, кој пак на странските пазари бележи зголемување од 5%. Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот рударство и вадење камен во октомври 2016 година во однос на октомври 2015 е намален за 3,8%, а во секторот преработувачка индустрија е зголемен за 4,4%. Според главните индустријски групи, прометот во октомври годинава бележи пораст кај капитални производи за 19,2% и за 2,5% кај трајни производи за широка потрошувачка. Опаѓање е регистрирано кај интермедијални производи, освен енергија за 3,2% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 7,2%. Според податоците од Државниот завод за статистика, прометот во индустријата во октомври во однос на септември годинава е намален за 3%, а
а во периодот јануари-октомври годинава во однос на периодот јануари-октомври минатата година е зголемен за 10%. Од Скопје до Будимпешта со авион за само 1199 денари. Првиот лет е закажан за 2 април наредната година. 2 пати неделно, во среди недела, ке се реализираат летовите, објави Визер. Она што е значајно е тоа што со новата рута, Визер нуди 58 други дестинации од својата база во Будимпешта, отварајќи и можност на македонските патници да патуваат низ цела Европа. Од аеродромот во Скопје Визер оперира од јуни 2011 година. Во октомври 2012 година Визер ја утврди базата на работење во Скопје и сега брои 3 авиони и повеќе од 80 вработени. Минатиот јуни, авиокомпанијата започна со летови од аеродромот во Охрид. Во првите 11 месеци од оваа година Визер пренесе околу 1 милион патници со своите нискобуџетни македонски рути, поддржувајќи повеќе од 700 локални работни места во различни индустрии. Визер сега нуди 26 рути до 11 држави од Македонија. Обврските во Државната изборна комисија биле причината денеска на закажаното рочиште во Основниот суд во Куманово да не се појави лидерот на СДСМ Зоран Заев, инаку прво обвинет во приватната тужба на поранешниот функционер на СДСМ Виктор Цветковски. Тој врз основа на член 151 од Кривичниот законник за неовластено снимање и објавување на снимки го тужи Заев, Митко Костовски и правното лице СДСМ. Имено станува збор за телефонски разговор воден во 2013 година помеѓу Цветковски и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Наредното рочиште е закажано за 20 јануари наредната година. Руската федерална служба за безбедност уапси припадници на терористичка група, која планирала да изврши напад во Москва. Групата действувала по налог на командантите на Исламската држава во Турција. Помеѓу уапсените се наоѓаат и граѓани на Молдавија и Таџикистан. Полицијата кај нив пронашла оружје и експлозив. Во продолжение останатите вести од светот. Откако неколку часа по полнок стапи во сила новото примирие во северниот дел на сирискиот град Алепо, започна евакуацијата на населението. Прва цел на евакуацијата е болните и повредените да се пренесат во болница во Сирија и Турција, изјави потпаролот на Турското министерство за надворешни работи Хусин Муфтуоглу. Тој додаде дека потребно евакуираните итно да бидат сместени во кампови, каде продолжува изградбата на беглски кампови во Сирија. Турција е подготвена да прифати повредени лица од Алепо, но сака бегалците да бидат прифатени на безбедни места на сириска територија, изјави Муфтуоглу. Потпаролот истакна дека владата на сирискиот председател Башар ал-Асад е главниот виновник за смртта на околу 1000 цивили во последните 2 месеца. Турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу изјави дека еден од извршителите на бомбашкиот напад крај стадионот на фудбалскиот клуб Бешикташ во Истанбул, каде загинаа 44 лица, потекнува од Сирија. Одговорноста за нападот што се случи во саботата вечерта ја презеде организацијата Јастреби на слободата на Курдистан, што ја формираа група дисиденти од Курдската работничка партија. На истиот стадион синоќа се одигра надпревар меѓу Бешикташ и Кајсериспор, а пред почетокот на надпреварот пред објектот се собраа неколку илјади навивачи на повеќе ривалски фудбалски клубови со цел да изразат солидарност со жртвите на нападот. Пред почетокот на надпреварот со едноминутен молк им беше изразена почит на загинатите. Грчката крајбрежна стража уапси 4 лица во Аспропиргос во северниот дел на Атика поради сомнение дека се дел од Синџир за трговија со дрога. Операцијата била спроведена откако службеници на крајбрежната стража на Патрас пронашле околу 43 килограми кокаин. Дрогата била скриена во камион кој се симнал од фериброд од Италија. Камионот бил следен од припадници на полициски одред за борба против шверц со дрога, каде 2 други лица ја примиле дрогата. Полицијата спроведува истрага со цел да се лоцираат повеќе членови на криминалниот Синџир.
Денеска имавме умерено време со повремена облачност. Дуваше умерен, а во југоисточните делови повремено засилен северозападен ветер. Температурата се движеше во интервал од 2 до 11 степени. Ова беше последната информација за овој дневник. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!